Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Антикорупцијската комисија во изминатите 2 дена повторно ги полни првите минути во телевизиските вести и насловните страници на порталите и вестниците. Причина се серијата нови одлуки, дел за покренување прекршочни постапки против актуелни функционери, дел за отворање мноштво нови предмети со кои опфатен и лично премиерот Зоран Заев. Проактивниот однос на антикорупционерите наидува на одобрување кај општата и стручната јавност. Тоа што отвора одредени дилеми е дали антикорупцијска има фокус во својата работа, дали се занимава со ситни случаи запоставувајќи ја крупната корупција, зошто отвора предмети и за случаи за кои има правосилни судски пресуди. За работата на ДКСК вечерва ќе разговараме со заменик председателот на комисијата Нури Бајрами и двајца представници од невладината платформа за борба против корупцијата, Емина Нурединовска од МЦМС и Миша Поповиќ од Институтот за демократија. Кон крај и новата саботажа. Бидете со нас, дебатата почнува за кратко. Работата на новата антикорупцијска комисија е во фокусот на нашата дебата вечерва. Добро вечер и добре дојде им велам на господин Нури Бајрами, заменик председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën, ви поздравам и ви благодарам за поканата. Емина Нурединовска од невладината МЦМС. Добро вечер. Добро вечер. И незиниот колега Миша Поповиќ од Институтот за демократија. Велам колега, не само затоа што сте дел од невладиниот сектор, туку заедно сте дел од една платформа на граѓански организации за борба против корупцијата. И 20 учествувавте во изборот на членовите или не? Не, никој од нас не учествуваше. Јас учествував во поставување прашања, а Сабина Факич беше како представник на Советот за соработка со влада, меѓутоа низината организација е дел од платформата. Но тесно ја следите, одблиску ја следите работата на Државната комисија за спречување на корупцијата. Вие имавте и проекти конкретни поврзани со работата и мониторинг, но за претходниот состав, што не значи дека не ја следите работата на антикорупцијска и сега. Господин Бајрами, во дел од јавноста со воодушевување се прима тоа што го работите и може би очекувано, затоа што во изминатите неколку години, иако на хартија имавме антикорупцијска комисија, де факто како да ја немавме. Сега, впечатокот е дека сте затрупани со работа, да, но во дел од стручната јавност има критика дека можеби тоа е несуштинска работа, која што сега ви го троши времето. Po si zakonisht në fillim të mandateve në institucione të ndryshme, është një eufori e cila I kaplon të gjithë dhe kështu me entuziazëm turren të gjithë për të bërë sa më shumë. Pastaj, ashtu siç kemi pas rast të shohim praktik, shumë institucione të tilla pastaj nuk duken fare ose pasivizohen pa marrë parasysh arsyet. Unë dëshiroj t'ju them se nuk është ky fenomen në rastin tonë, për arsye se është një moment specifik I cili duhet të vlerësohet se në çfarë momenti erdhëm ne erdhëm bashkë me ditën e shpalljes së zgjedhjeve presidenciale dhe atyre të jashtëzakonshme lokale në 3 komuna, dhe drejt për drejt kemi filluar të punojmë në fushat zgjedhore, në kushte emergjente, ekip I ri, me ligj të ri, kompetenca të reja, me hapësira të njëjta dhe me kuadër kadrovik të njëjtë. Ajo që thoni ju mban se ndoshta dukemi euforik dhe kemi rënë në ndikimin e opinionit, unë ju them se jo, për arsye se nuk ka pas mundësi që të bëhet një parapërgatitje e lëndëve dhe për të pa atë që ju e thoni se ka pas edhe gjykime për disa lëndë, ndërsa ato nga ana jonë janë prezentuar. Piknisja në këto rrethana, në këtë mbingarkesë, në këtë fillim është e thjesht, duke u nisur jo nga dispozita konkrete, paktën nga parimi bazë se mbledhjet janë publike dhe çdo pretendim, pohim
dyshim për korupcion dhe konflikt interesi duhet të hapet në mbledhje dhe të përfundohet apo të sillet vendim në mbledhje. Ова не можам баш многу да го разберам. Зошто секоја пријава која што ќе ја добиете, практично мора на таков начин да ја третирате. Оти сега мојот впечаток е дека седниците на антикорупцијска се претвораат во тоа членовите на ДКСК да им ставаат архивски бројчиња на пријавите. Практично еднаш се архивирани, сега ајде уште еднаш само да ги заведеме како предмети. Зошто не може една предподготовка да се направи, па на седница да дојдат полуподготвени, да речеме, предмети, па вие да решавате дали навистина тука има случај за кој што навистина отворате предмет или нема, па го затворате. Зошто толку суров материјал разгледувате? Тоа ми е Да прашањето. ви олеснам, че зборам на македонски, бидејќи само јас, не сум мнозинство тука, да ви олеснам и да користите во времето. Сега, прашањето од тоа што вие го гледате е јасно, дека така изгледа. Јас не би се впуштил сега да ве убедам дека не е тоа така, бидејќи и ние сме на почеток и нешто по нешто кога го имплементираме новиот закон, значи нешто и ние учиме и гледаме што во ова состојба, време на избори и плюс натрупани предмети, стари и нови предмети, нов состав и во прашање се 3 месеци плюс изборна кампања, со еден вакуум од 10 месеци со стари подзаконски акти, согласно стариот закон и државната програма тогашна, не е можно да се дојде до таква аналитика што ние би можеле да претпоставиме дали да или не. Сега тоа што ние моментално во моментов го имплементираме од тоа што е натрупано, се повикуваме на начелото што седниците се јавни и се треба да се отвара на седница и треба да се затвара на седница. Значи, за разлика од другите органи што водат управна постапка, ние и другите институции кои не се должни да носат одлуки, ние мора да носиме одлука која што значи треба да е издржана правно. И затоа само да дополнам, тие предмети што се наводи или тие најави, наводи јавни изнесени, пак се наводи, ние ги отвараме и не би требало пред време да преюдицираме кај другите што бараме. Мора да се отвори на седница, службена белешка и после да се анализира што да се бара. Дали во наредниот период ќе направиме таква управна подготовка што држи, но ние мора да градиме став, бидејќи сме колективно тело кое одлучуваме, ќе видиме барем да не се претвориме во атракција секој да достави било што во моментов не сме можеле да провериме. Да, тоа е опасноста, ќе ја дебатираме сигурно во текот на оваа емисија. Но Рединовска, дали вие делите дел од овие дилеми што ги отвораме на почетокот? Да, во принцип, особено што сите очи се вперени во ДКСК овој период од нивното формирање до денес, 3 месеци констатиравме дека се на функција, и е сензитивен период генерално пред носењето на издавањето на извештај на Европската комисија за Македонија, датумот за преговори, делот, клучниот сегмент за делот за добро управување, односно владење на правото и корупцијата во ситуација каде што се Владата го книжи ова за свој, еве ќе си дозволам да речам успех, затоа што прво е донесен нов закон на транспарентен начин, избрана нова ДКСК на транспарентен начин и имаме сега тело кое на почетокот покажува навистина проактивен однос. Така, во ситуација кога се дискутира за односите СЈО, ОЈА меѓу позиција, опозиција, период во кој што СЈО беше обструирано, речиси од сите страни, мислам дека треба ДКСК да биде светлата точка во извештајот, кога би го пишувала јас извештајот на Европска комисија, мислам дека би го потенцирала тој момент, вклучително и ова што можеби вчера се случи, колку и да е негативно што ВМРО ДПМН поднесува пријави и за дела во кои што претпоставам имаат правници. Не, ВМРО ДПМН има право да ги поднесе тие пријави, апсолутно. Само да ја докажам поентата, имаат право, но ако поднесете пријава за делото како што е подкуп, кој што според законот за кривична постапка за делата за кои што се опфатени со амнестија и подкуп, јавното обвинителство не може да отвори нов предмет, тогаш е нели безсмислено и доставувањето на ваквата пријава. Нема тука што
ДКСК да прави, да продолжи да бара. Од тука, може би, она што би било позитивно во извештајот од НЕУ, а што го направи ДКСК вчера, може да биде и тоа дека не се селективни, дека ги прифаќаат сите пријави, како понатака, нели, кај разрешницата. Еве една сугестија, може да ги држат отворени додека не добиеме извештај, па нели, да не се знае каква ќе е одлуката. Таа мимикрија лесно ќе се препознава. Не се разбира, меѓутоа ете тоа се моментите кои што без разлика каква била причината на ДПМН, дали само актуелни да ги држи случаите, нели, заради политичката конкуренција партиската, или се надевам не е намерата да се затрупа ДКСК со предмети, да се обструира незината работа во овој период. Од тука црпам некои, сакам да извлечам некои позитивни тези. Има тези. право да ги поднесе пријавите, одговорноста е на страната на Државната комисија за спречување на корупцијата, како ќе ги третира, и за тоа сме тука вечерва да го дебатираме тоа. тоа. Ако повторувате постојано, ако доставувате пријави за кои што знаете дека ДКСК ќе ви одговори, одлуката ќе биде дека не е во нивна надлежност, тогаш која е целта? Да, ајде. Пропуштив да кажам дека прв чекор е направен на денешната седница. Значи, на почетокот, председателката го објасни баш ова, значи, луѓето барем да поднесат еден чекор, еден доказ. Значи, по тие наводи, на кај да одиме, што понатамо и ние ќе ги третираме, не значи дека ќе ги затвориме, ќе се отворат и ќе се затворат на седница, но претhodно, ако ќе се доекипираме така како што треба да бидеме, ако има прашања, ќе ви кажам јавно да знаете со каков потенцијал работи, Миша го знае. Значи, ќе треба луѓе, не само таквите дека ние би направиле чуда, па ево сега нешто фали. Не. Значи, по новиот закон ќе треба луѓе кои прво ќе ги преиспитуваат тие наводи, ќе собират докази и ќе постапиме. Овие 3 месеци бевме така натрупани и така изложени под овој притисок, што немаше шанса тоа да се направи. Денеска прв чекор е направен веќе. Добро. Поповиќ, вчера главните наслови во сите медиуми беа ДКСК отвори предмети за премиерот Заев. Сега, тоа, ако влезете во суштината на тоа, испаѓа дека е сепак еден надуван балон кој што веројатно многу лесно ќе прсне. Бидејќи, еве, зборуваме, станува збор за еден базичен правен принцип, рес јудиката, еднаш пресудено, затворени на суд со правосилни пресуди предмети, ДКСК сега наводно ги отвора повторно. Па да, добро, сега тоа привлече големо внимание и со самото тоа што најверојатно и така и ќе биде дека ќе се затвори тој предмет во ДКСК, тоа всушност многу брзо ќе се издише тој балон и всушност тоа е некако и може да делува кон негативно кон довербата која што полека се гради за ДКСК, баш заради тоа што се очекува и тоа што и се случува всушност, да еден од двата индикатори за борба против висока корупција се исполнува, а тоа е истраги, односно испитувања на високи функционери. Тоа е нешто што го гледаме, значи предметите кои што се отвараат кон, да кажам, поекспонирани политички фигури, меѓутоа истовремено тоа што е важно, тоа што граѓаните го очекуваат е завршување на предмет, затоа што веќе отварање, значи имаме големи предмети во СЈО кои што уште нели стојат, на луѓето веќе очекуваат разрешница на многу голем број на предмети. Така што тоа е нешто што доколку се отвараат такви предмети кои што знаеме дека ќе се затворат и ќе се затворат вака како што ќе се затворат, тоа е малку може да представува проблем ако почне да се повторува за ДКСК, меѓутоа како и да е од аспект на некој што доаѓа од невладен сектор, исклучително е важно ДКСК да го задржи фокусот на високи експонирани политички фигури. Како тоа да го направи? Според законот треба да се донесе стратегија, така? Да. Стратегија е подолгорочен документ, но тоа е документ кој што сега предпоставуваме во изработка. Колку време ќе ви треба, господин Бајрами? Па стратегијата треба да е до крајот на, ако не грешам, месец ноември, значи веќе треба да е подготвена
бидејќи прв пат се изготвува ваков документ и со стратегијата се заменува односно државната програма за корупција, по која ние сега работиме и сме изготвиле и планови за овој период, меѓупериод, што е вакуум. Значи, тие 6 месеци што се предвидени, значи за донесување на подзаконските акти, тука е и националната стратегија, претходно се изготвува методологија за анализа на ризиците, каде за прв пат во законот се вклучени по сила на закон невладиниот сектор, приватен сектор, зависи во која форма се организирани, институциите, медиумите и сите заедно да ја направиме. Сега, за среќа имаме подршка од сите. Миша знае дека ние имавме и меморандуми за соработка за ова време и цело време соработуваме колку што е можно во овој така наречен турбулентен изборен период и наш почеток. Сега, дел од тоа што го работите на овие последни седници и на предходните се занимавате со случаи на непотизам, поврзани со функционери од предходните власти. Во дел од тие случаи констатирате непотизам, но велите ништо не можеме да преземеме. Практично случајот, вака народски кажано, е со изминат рок. Ќе ви кажам, значи тоа што го нарекувате вие рес јудиката. Ако правно гледано, рес јудиката треба да е завршен чин и тука нема што да се направи. И ако сите се повикуваме во тоа дека тоа е исправна рес јудиката, ја ви велам дека ние во нашата пракса, бидејќи сите имат област, ние немаме област, значи ние сме насекаде, и ни доаѓаат предмети од сите можни области, почнувајќи од јавни предпријатија, институции, училишта. И значи не би рекол дека секој случај како рес јудиката не може да се преиспитува, за да може да се извлече искуство, бидејќи ние како надлежност имаме една од надлежностите антикорупцијска проверка на законите. И сега тоа што е рес јудиката по една логика кај нас, значи веќе и во транзиција го пренесеме тоа што било некогаш, да не навлегувам сега порано, дека ова е решено и решено како што треба и по тоа не треба веќе ништо да се гледа. Од кај ќе извлекуваме ние искуство? Ако ние не имплементираме закони, ако ние не действуваме во правец на спроведување на закон за лобирање, да имаме луѓе кои ќе влијаат врз донесување на законите, не по скратена постапка даносите по 50-100 закони, и ако ние не проверуваме каде и кои одредби генерираат корупција и непотизам, тогаш ние пак ќе се повикаме рес јудиката и ова е завршена работа, што ја не се согласувам. И без оглед да е тоа рес јудиката, ние по нашата работа, бидејќи имаме таргет јавен сектор, службени лица се избрани, именувани и вработени во јавниот сектор, тука се и назначени, сега веќе има еден закон нов, што ќе имат друг ниво или звање, мора да погледнеме во овој правец каде точно се генерираат проблемите и да даваме препораки за изменување на законите, поготово злоупотреба на дискреционо право или овластувањето. Имаше забелешки затоа што меѓу двата изборни круга државте јавни седници на кои што меѓу другото отворивте предмет и против лидерот на опозицијата, па некои го доживеа тоа како ваше вмешување директно во изборната трка. Сега видите, тука имаме проблем што претходните состави на комисијата давале мислење, се впуштеле да ги известат сите органи во државата од јавниот сектор, институции, установи, јавни предпријатија, што тие да прават за време на избори. Од распишување на изборите, што по мене е голема грешка, бидејќи се тие така различни области што треба да се планирани и програмирани на време и сите тие што раководат треба да знаат што е и што не е. И тоа што нас ни се случи, на некој начин, по аналогија, може да личи на тоа дека од распишување на изборите не може да се изведуваат работи, вработувања, прекина работен однос, вонредни исплаќања и така натаму, и дека и ние така сме постапиле. Ја не би сакал да ве уверувам дека ние не, бидејќи ние сме коректор на тоа е пренесено од изборниот закон и е пренесено во законот, нашиот закон, член 34,
Предметите се отворени, првата група 18, ако се сеќавам добро, тие предмети се отворени на една седница и 42 се отворени на втората седница, како што се по допрен глас. И, значи, по тие предмети има и рокови. Значи, ако е суди на интереси од изјаснување, мора да се пазат и роковите за постапување. Значи, најкасно 60 дена мора да се заврши предметот, не може да се остави отворен. И затоа, ова наша работа, ако тамо некој се повикува, смее да работи за време на избори, ако е се програмирано и е тековна работа, ова нашата беше тековна. Не беше намерна, но за мене е добро што се опфатија двата пакета, за да не се подразбира лошо. И тоа што прашавте, ако имавте подпрашање дека ги отвараме, ги затвараме, ја џабе констатираме, не е тоа, не е. Бидејќи во правото, значи, некојаш и застарува, значи, роковите не можат да бидат, има работи кои не се трајни. Бидејќи се заборават доказите, не се истите луѓе кои одлучували и така, не можеш да се вратиш без граници назад. Тие што се отворени, се гледа дека не се спроведени процедури како што треба, но линијата е од 2015 кога стапија на сила други закони за административни службеници и вработените во јавниот сектор. Тука подобро се гледа што, бидејќи тогаш за прв пат се обидува да постават контроли на вработувањата, да не можат да се, како да ви кажам, да се прелива сите партиски активисти секој почеток на мандатот. Да. И, значи, слични работи сме нашле. Исти начин по закон на работни односи, без критериуми, злоупотреба на дискреционо право, неуредено, односно, не злоупотреба, неуредено дискреционо право и како било во еден случај не било. Е пренесено, за жал, и понатаму, и генерира, баш законот за вработените во јавниот сектор, генерира ваков начин, што ние веќе 3 месеци повикуваме, треба да се врши антикорупцијска проверка на тој член. Членот 22 закон за вработените во јавниот сектор. Разбирам. Дорединовска, еве прво ќе ве прашам, што мислите вие за тоа што антикорупцијска работеше меѓу двата изборни круга? Нема законски пречки да не работи, да не го прави тоа. Дали мора да го отвора случајот на Мицковски во тие два круга, ако не се во прашање рокови, нели е дискутабилно, можело да се почека, нели, затоа што може да се толкува како влијание на изборите, изборните резултати. Да, повелете. Да, неколку работи за прашањето дали и колку може да биде пофокусирана и поефикасна и ефективна во својата работа Државната комисија. Согласно новиот закон има над 20 на алинеи кои што се надлежности на комисијата, почнувајќи од националната стратегија до едукација и така натаму, односно превентивните мерки кои што треба да ги прави. Навистина се многу и не можеме да кажеме фокусирајте се. Можеби прашањето дали се фокусирате на високите функционери или на членовите на управни одбори во основни училишта или јавни болници и така натаму. И тука навистина треба да прават разлика и што е побитно кога ги анализираат, например, тие ситуации на судирни интереси. Или пак кога отвараат предмети, како во случајот на Панда Лазаревски со татко Игор Јанушев и таткото на Игор Јанушев, кој што е отворен предмет и пишува во одлуката врз основа на информација од медиумите. Значи не е на поднесена пријава, а ДКСК одлучува да отвори предмет за нешто за што напред знае дека нема надлежност, а тоа е дека сега не е функционер Панда Лазаревски или Игор Јанушев, за да може да биде во надлежност на Државната комисија за спречување корупција. Тие некои моменти мислам дека треба да почнат постепено во комисијата да прават степени на по страна на мора да не заборава. Сега не е тоа, може би така изгледа, дека што барате, зашто тоа го отворите, ако веќе има допрен глас. Ако има. Сега ние не ги бираме. Натрупано се што беше и сега ќе видиме дали тоа, бидејќи некој ќе не стави во игра, ќе не блокира и така. Но нема да ги одбиваме пак, но поинаку екипирано ќе ги разгледаме наводите и тогаш ќе најдеме и до такви пресуди што не сме во моментов не сме можеле да имаме, не сме имале време, време не сме имале. Ние сме побарале
Ние сме побарале документација што можам да се пофалам, што ја бев скептичен дали ќе достават такви писмено, бидејќи сега уште председателката вели пешке. Значи ние бараме се хартиено. Доставиле информација без оглед некој како, но информација. И од тоа сме извлекле искуство тогашно, бидејќи беше вработувањата беа во прашање. Како беа спроведени постапките и како се спроведуваат постапки. По нас тоа е многу битно. И ако нема, не се потврдени наодите, се затвара и готово. Не е лошо, значи, да се стави како искуство, да се употреби. Мене, например, не ми сметаше што се во време на избори се отвара и затвара предмети. Мислам дека е тоа нешто што е нормално и напротив, мислам дека може да влие, дека всушност вие како актер на корупција знаете, сте во висока политика, знаете дека може и дури во да кажам, осетливото време да излезе некоја институција и да ве обвини, и тоа мислам дека има своја превентивна улога, се додека постои објективна методологија како се отвараат, како се бираат случаите, и ова се зборуваме ние за приоритизацијата. Значи, кои треба да бидат критериумите за приоритизација. И тука апсолутно е тоа потребно во рамките на стратегијата, и истовремено за да се дадат инструменти на ДКСК за следнава работа. ДКСК во моментов има и секогаш ќе има во условите во кои што постојат во Македонија ограничени ресурси. Они мора да најдат начин како да всушност во тие ограничени ресурси, пари, време, луѓе, да бираат што ќе насочат кон други институции, а што тие самите ќе работат, а што ќе отфрлат. И таа методологија мора да биде, тоа не е само прашање на стратегијата, тоа е прашање на внатрешен процес на комисија. Тоа за сега не е така. Во моментов, како што и кажува заменик председателот, тоа што доаѓа, тоа го отвараат и мора да се создаде некаков начин набрзо да тоа се филтрира, меѓутоа истовремено тоа што не може да се заборави е дека постои недоверба се уште помеѓу најразлични страни во општеството, дека вие да оставите во нејавниот дел на работата на ДКСК да се затвараат предмети во услови на недоверба, може и тоа да стане проблем. Меѓутоа, јас сакам да посочам на неколку работи. Што е она што е важно? Значи, важно е да се следи високата корупција и тоа на ниво на штета по буџет, меѓутоа и на ниво на штета по превенција. Значи, што е она, кои се случаите кои што имаат голема штета по идни случаи и помала штета по идни случаи. Може ли примери да кажеме? Тоа што значи дека едно вработување е многу помалку штетно отколку Еве ви пример, ако веќе зборуваме за вработувањата. Не, значи сега не зборуваме за теми. Можеме да зборуваме за теми и тоа е штета по буџет. Значи, поголема штета по буџет е тендерска злоупотреба, јавна набавка, а помало е, например, вработување на блиски луѓе на високи функционери. Меѓутоа, ако ја земеме 40 години по 12 месеци плата, по бруто плата, на крај да не испадне поголем од тендерот. Една лоша набавка во Елем и тоа се неколку годишни плати на луѓето кои што така биле вработени. Што ви упадна, да. Не, во ред. Сакам да кажам, значи, еве, ако зборуваме за вработување, многу поштетно по идна превенција е тајните вработувања, значи вработување не на роднини, него на оние за кои што вие не можете да воспоставите директна врска на лична корист, например партиски војници. Тие не можете вие да ги поврзете со луѓето што имале влијание за нивното вработување по роднинска врска. Меѓутоа, тоа е партиската машина која што вработува и која што обезбедува лојалност. И тоа го видовме ние, мислам, во бомбите, е многу добро документирано тоа како функционира. Меѓутоа, ја само сакам една работа да кажам, што сметам дека е важно и што сметам дека е исклучително е потребно ДКСК да го направи. А тоа е многу беа интересни одлуките
по непотизмот, заради тоа што многу од нив упатија на одговорност на надзорните одбори таму каде што се вработувањата. И многу е важно ДКСК да каже, да побара сега информација дали надзорните одбори нешто прават во врска со тоа. Зошто? Во вработувањата, нели првично одговорни се оној што влијал и директорот или оној што вработил. Меѓутоа, вие кога ќе го упатите проблемот на надзорниот одбор, го проширувате кругот на луѓе што се инволвирани, што се дел од проблемот. И таа пирамида се шири до оние што ги именувале надзорните одбори, ако надзорните одбори не си ја вршат работата. И сега зошто е тоа важно? Заради тоа што многу побитно од спречување на конкретни вработувања е вие да ги направите институциите отпорни да не се случува воопшто тоа. Самите институции самите да бидат отпорни, да не може некој да дојде и да каже кој да се вработи. И тука е клучната улога на ДКСК преку овие случаи, не само да се разрешат конкретните случаи луѓето, да си заминат и оние што извршиле влијание да си понесат одговорност, а не само прекршочната пријава. Меѓутоа, истовремено и системот да работи. Следниот надзорен одбор да знае дека мора да наблюдува како се вработувањата правени и така натаму. На СЈО му се забележува дека не отвора предмети против поранешни и сегашни функционери од редовите на ДУИ. И сега ДУИ функционерите ги нема никај вас. Освен, може би, ако ја исклучиме сестрата на случајот со сестрата на актуелниот министер за економија. Значи, прво да објасниме една работа. Кај нас предметите што постигнуваат, значи, се делат по азбучен ред, тоа уште од почетокот се почитува, ние не бираме предмети, бар јас и ако се случува нема да дозволам, бидете сигурни, значи не бираме предмети. Единствено ако ми падне предмет што може би не можеш да постапиш, се познаваш или може да има влијание, треба да го остапиш на колега и тука да сме на чисто. Дали има предмети од ДУИ, ја не сум се впуштал, бидејќи има уште многу натрупани и ако сакате бројки, 222 оформени само корупција и оформени негде суди на интереси, негде 257 до 6.5, тоа е над 470 предмети. Тоа што поминало на седница. Не поминало на седница, значи поминало тоа што поминало, веќе се одлуките објавени и поминало тоа што уште е отворено. Значи, прво, да не бегам од прашањето, ако бегам да ме подсетите, бидејќи никаде не се вели висока, ниска, мала корупција. Во теоријата да, и улична има, и латентна, и се. Значи, ние третираме исто, мора да третираме исто. Може би изгледа се бавиме со тоа што не е ситна, не сакам да ве убедам, тука лично зборувам, не зборувам во име на комисијата, а мислам дека донегде имаме многу добро е што имаме различни искуства, различни мислења, но на вистина работиме по колегиуми и имаме ставови. Дали вработувањата од ваков тип генерираат корупција? Непотизмот генерира корупција. Не може да има висока и голема корупција ако не почнува од ниската и од малата корупција. Непотизмот директно... Значи, ако вие знаете дека шефот е некорумпиран, знаете дека доле луѓето ќе имаат страф од тоа да бидат корумпирани. Ако сите се како се вика, рибата смрди од главата. Не од таму доаѓа истата логика. Друга ми беше мислата. Значи тамо да, ама сега сме во една состојба што очигледно се гледа. Јасно дека е тоа така. Институциите, значи, имат најлош углед до сега. Но проблемот е начинот на вработувањата и законите генерираат протур на своји подобни и блиски луѓе. И од тука, ако ние не интервенираме и на антикорупцијска проверка да даваме забелешки кога се носат тие закони, да се уредува и да биде транспарентно и јавно, ќе има секој мандат протур на луѓе кои никогаш не ги гледате како влегуват и кога излегуват од таму. Тие се голем како да ви кажам, кадровски потенцијал
кој го контролира некој одгоре и што може Утре и за крупна корупција. значи може да биде појак и помоćен од тоа. Да. И значи ќе дојде редот и на тоа, се надевам, но имаме недоследности и законските надлежности од член 17, вие ги знаете, се многу, вие сте ги читали како алинеи, ние ги читаме и имплементираме секој ден. Тоа што е најважно. Значи, покренуваме иницијатива за утврдување одговорност на службени лица, именувани и избрани, а вработени не, него преку раководните, директно до вработените, не бидејќи се покриени со други закони. И другото, иницираме постапки, покренуваме постапки за кривична, ако имаме веќе елементи што се гледат од нашите предмети и од нашето истражување. И тоа се прави. Сме се обратиле. Денеска решивте да покренете прекршечна постапка за една пратеничка, Тања Ковачев од СДСМ, затоа што не известила во законскиот рок дека нејзиниот сопруг е вработен во АД Аеродроми. Нурединовска, што би била вашата порака до ДКСК? Еве, каже заменик председател дека денеска председателката се обидела на почетокот да каже и да упати порака до оние што поднесуваат пријави, да не ги поднесуваат само ете така, како да кажеме, на ниво на тврдење, збор или сомнеш, туку да понудат и некаква трага, евентуално некаков доказ. Очигледно, ДКСК ќе се бара уште некое време околу тоа каде, каква методологија да утврди, бидејќи очигледно ова вака нема да може да продолжи баш. Може да направи, например, формат на кој што како барање, формат на кој што во кој што ќе се поднесуваат, да кажеме, пријавите со одредени детали кои што ќе ги бараат. Или другата опција и на само поднесена пријава од една реченица, тогаш да се донесе одлука со подзаконски акт, со деловник на работа и така натаму на комисијата, дека прво службите ги проверуваат доставените барања, па потоа дали треба или не треба да се процесираат понатака, значи филтер, да има еден филтер претходно пред се дали да дојде се на седница на комисијата. Случај, да речеме, отворија предмет за навод за вработено лице на близок функционер, што испадна дека апсолутно не е точно. Така е, за тоа велам, значи некои работи треба тоа што зборува и Миша, методологија, некоја внатрешна и во самата комисија каде што ќе треба и службите првично да се ангажираат во целиот процес на селектирање. И сакав само да дополна малку за националната стратегија, која што е многу важен документ. Не, само оти немаме премногу време. Да, Миша даде многу идеја од сега за стратегијата, што е многу добро дојдена. Значи, тука бараме и добро, на време сте. Тоа што ви беше некој начин, некој образец, не е можно да се изведува. Може да се прави, па не е можно, бидејќи ние имаме групи. Значи, имотна состојба, судирна интереси, значи, сега за сега така се поделени предметите и не можете вие да ограничите образец на пријава, кога може и слободен пристап има исклучок, значи од образецот што можеш и на било која форма да го доставиш, камоли кај нас да предвидуваш форма од земјоделство па се до некое училиште. Не може да селектираш, бидејќи проблемите ланчано се врзани еден до друг. Тешко е, но ако се покажува дека можете да давате правец или елементи за некоја методологија и ваков начин во стратегијата, сигурно ќе бидете вклучени и добро дојдени сте. Ние и така сме. Сакам да направиме да знае јавноста дека има разлика меѓу национална стратегија за борба против корупција и програмата на Државната комисија за спречување корупција. Националната стратегија е стратегија на државата, која што цел процес го координира Државната комисија, вклучени се сите институции кои што се одговорни за борба против корупцијата и понатака следењето го прави Државната комисија. Друго е прашањето каква програма и во што се програмата ќе има. Со новиот закон се сменува. Значи, во новиот закон имате и програма, имате и стратегија, имате ваша... Друга програма, не е она програмата, државната програма, што се сменува... разбирам, значи сум учествувала во сите претходни програми... Се сменува со националната стратегија, тие се други програми, извештаи што се дава. Добро, сакам да е јасно дека едно е националната стратегија, друго е програмата за вашата работа и дека се два различни документи, едниот ја креира политиката на државата во однос на антикорупцијата, а другиот ја креира вашата работа. Знам дека претходната се вика програма
на државата. Ние сме должни да го изготвиме Апсолутно, заедно должни со сте вас. заедно со нас, со сите надлежност. стейкхолдери. И мислам дека тука и граѓанските организации треба да имаат голема улога, особено во идентификувањето на ризиците од корупција, понатака кои што потоа ќе бидат основа за креирање на... Мише, само кратко, оптимиста од работата на ДКСК? За работата? Да, со тоа што и како што Емина кажа, ние од платформата, значи МЦМС и ДСЦС и многу други организации, чекаме, всушност најголемијата надеж ја гледаме токму во работата на фокусирање на ДКСК преку методологијата, преку програмата и на крајот преку стратегијата, заради тоа што во еден момент мора и други институции да се вклучат во борбата против корупција. Значи ниската корупција треба да ја работат инспекторати, треба да ја работат некои други институции, да се почне да се јакнат и самите институции да бидат отпорни. А ДКСК мора да го води процесот и да биде фокусирана на високата корупција. Мислам дека е тоа одржливото решение. Уште една реченица. Уште една реченица, значи мора да се преселиме, да се доекипираме малку, само тоа случај. Докаде сте со поврзувањето со институциите? Не беше потпишан законот кој се однесува на овој проблем, за да може да се потпишува директна спогодба со владата и ПОИК. И така заглави законот, заглавивме и ние. А се работи ли информатичкото поврзување со институциите? Не, воопшто. Воопшто не? Воопшто. Опремата, не знам каде е сега во Министерство за правда, веќе од минатата година скапа опрема што чека. Бидејќи овие услови кај што сме, не е можно да се постави и затоа чекаме и овој момент е што побрзо ние имаме пристап до базите, се екипираме, тогаш ќе се отвори простор за соработка, да не сме натесно со сите, бидејќи ќе имаме и повеќе луѓе и поинакви и подруги услови. Добро, се надам дека беше интересно. Во секој случај, мислам дека не поделен е впечатокот дека ДКСК има поддршка од јавноста, има очекувања дека ќе испорача и резултат, да веруваме на крајот дека ќе биде и така. Сигурно по тој пат ќе има и пречки, и угорници, и уздолници, но на вас е да ги надминувате. Решението беше добро што нема реизбор, бидејќи кога има реизбор е поинаку однесувањето, кај нас нема. И значи не сме ние вечни и да навикнеме, да ги отвориме можностите да се уредуват на ваков начин, да се избират именувани избрани назначени лица и да се покренуват иницијативи за разрешување врз тоа што се работи. Да. Благодарам уште еднаш што бевте дел од 360 степени. Благодарам. По уште една пауза е саботажата. Во очекување на формалниот почеток на најавениот ремонт, стартува лицитацијата со заслугите за свесноста на функционерите. Секој за себе смета дека бил на нивото на задачата, ама не при нејзиното извршување, туку при поимањето на фактот дека и тој, но и голем дел од неговите колеги, едноставно не се на нивото на одговорноста која им била доверена. Јас пред 2 или 3 недели ставив една метла у мојата приватна Facebook страница. Високото ниво на разум кое почна да ги надвладува страстите предизвикува дилеми околу модалитетите врз основа на кој ќе се изведе сложената операција врз гангренозните делови од организмот. Се сугерираат најразлични алатки со кои ќе треба да се изврши најсеопфатната интервенција врз високите структури на државниот апарат. Не е потребна метла, може би и правосмукалка, некој спомна дека е потребна и тој од тие посилните. И не треба дури ниту правосмукалка, туку има една градинарска дувалка за листови која треба се да издуве. Може би со гребло подобро, не? Консензусот околу потребата за неопходно чистење на загаденото ткиво сепак претпоставува и поседување елементарно ниво на култура која значи и прифаќање на потребата за темелно клистирање на целиот државен стомак, на кој се налепени илјадници партиски бацили кои го загадуваат животот на даночните обврзници. Сега ќе дојдам до пратеничката група на ВМРО ДПМН со конкретниот предлог и ќе кажам, ајде околу ова треба заедно да гласаме и да се договориме. Како и колку ќе го кратиме јавниот сектор? Вие согласувате со кратење или не? Вака. Кажете.
Што предлагате? Може да ви кажам без прекинување? Ајде, Повторно. повелете. Некултурен сте. Во таа единствена и неповторлива можност во културната рамка да се вклопат сите елементи од кои е составен политичкиот и општествен мозаик. Сепак секогаш избива едно од камчињата, без кое не може да има чиста слика. Нивното постојано калкулирање со јасната одговорност се должи на сигналите кои им ги даваат напуштените љубовници. Сите коалиции кои што некој сметал дека се невозможни, станале возможни, и сите коалиции кои што некој денес смета дека не се возможни, на следните парламентарни избори може да биде можни. И на крајот, за културната чистка која е неопходна по срамната, квази-патриотска и радикалната верска кампања на социјалните мрежи против посетата на папата. Гоце Делчев е познат унијат, пораснат во Кукуш, во првиот унијатски град, градот кој прв во Македонија е отворил грчката, цригатската патриаршија, и така бил воспитан, пораснал со тие луѓе кои ја увиделе шансата преку заедништво со Ватикан, со папата, да се изборат за духовна независност, за духовна слобода на македонскиот народ. Тие што не знаат, треба барем да се потрудат и да прочитаат. Затоа, само со чистка нема да завршат работите. Потребна е револуција на умот. Толку за вечерва. Гледавте 360 степени. Повторно ќе се видиме в понеделник од 22. Пријатно.